дами и господа, почитуван градоначалник на општина Кавадарци, господин Митко Јанчев, почитуван преседавач на Совет на општина Кавадарци, господин Ристо Сакалиев, почитувани директори на културните институции од нашиот град, почитувани стари и нови колеги од нашата организација, почитувани медиуми, почитувани присутни. Посебна чест и задоволство на овој светол ден денес, кога го чествуваме ослободувањето на нашиот град Кавадарци во пресред на утрешниот празник 8 септември, независноста на нашата држава, да славиме, чествуваме уште еден значаен јубилеј за нас. 45 години од почнување со работа на нашата институција, по кој повод ја промовираме денешната публикација, насловена 45 години локален музеј галерија Кавадарци. Активности во последните 5 години, 2017-2021 година. Во оваа публикација, почитувани, е ставен акцент на активностите во последните 5 години, како што спомена 2017-2021 година, и представува сублимат на една успешна приказна во која главен лик е музеј галеријата, во соработка со градоначалникот господин Митко Јанчев и Советот на општина Кавадарци. Во оваа ретроспективна јубилејна фотомонографија, збогатена со културни содржини, преку призмата на фотографијата се илустрирани фрагменти, мигови од отворење на изложби, промоции, трибини, реализација на научно-истражувачки проекти, посети, од ризницата на многобројните музејски збирнувања, огледало очи на сработеното. Активностите финансиски се поддржани од градоначалникот магистер Митко Јанчев со Советот на општина Кавадарци и Министерството за култура на нашава држава, за што укажувам срдечна благодарност, а се во соработка со сродни институции од градот, нашава држава и надвор од неа. Музејските активности беа непречено реализирани, иако во втората половина на месец март 2020 година се соочивме со светска пандемија на коронавирус и криза која произлезе од COVID-19, која за жал се уште е присутна. Согласно уредбата со законска сила на владата на нашата држава, активностите од музејска дејност ги презентираме со несмалено темпо, со редуцирано присуство на посетители, по потреба и онлайн, преку социјалната мрежа Facebook на музеот, портали и телекуќи од локален и национален карактер. Музеј галеријата Кавадарци е институција од областта на културата, основана 7 септември 1973 година, а со работа отпочнува на 6 септември 1976 и активно обстојува до ден денес како локален музеј галерија Кавадарци. Основна задача е да прибира, истражува, стручно и научно обработува, заштитува и презентира музејски материјал од сите области на музејската дејност. Има за цел да води едукативна и интерактивна комуникација со посетителите, при што ги запознава, презентира и популаризира културните вредности на нашето движно и недвижно културно наследство. Како општ и непрофитабилен музеј, во него делуваат археолошко, историско, етнолошко, галериско и оделение за историја на уметност, трансформирани во стручна служба по месец август 2020 година. Останати служби кои делуваат се административна и помошно-техничка. Музеј галеријата е институција од јавен карактер, која покрај основната институција располага со два депанданти. Спомен куќата на родниот херој Страшо Пинџур во Ваташа и музеј на мирис и вкус отворен 2013 година, во чиј состав во 2018 е промовирана спомен соба на бардот на македонската изворна народна песна Никола Бадев. Локален музеј галерија Кавадарци даде и стручна и логистичка поддршка при реализација на проектот Вински музеј за регионот Тиквеш Кавадарци. Во текот на изминатите години, по различен основ се случија кадровски промени, како во стручниот, така и во административниот дел. Овие кадровски промени, во корелација со старите културни искуства,
даваат можност за нови иновативни решенија, кои се значаен предизвик за иднината на локален музеј Галерија Кавадарци. Фотомонографијата, која денес промовираме, почитувани, представува културна ризница на настани од музејска дејност, плод на големиот ентузијазам на сите вработени во нашата институција. Представува тимска работа и заедничко авторство под мое уредувачко и менаџерско раководство, секој во својата индивидуалност, разновидност и автентичен стилски израз. Фотомонографијата со димензии 30 по 21 сантим, содржи 450 фотографии во колор со различни димензии на 164 страни. Поделена по оделенија, со вклучени посети на изложби и со слики со биографии на вработените. Издавач е локален музеј Галерија Кавадарци, Корица и дизајн Раде Атанасов и Љупчо Тануровски, лектура Билјана Галабова. Фотографиите се од архивата на нашата институција, а печатена во Еко Колор Компани Кавадарци. На крај, почитувани, упатувам посебна благодарност до градоначалникот господин Митко Јанчев со Советот на општина Кавадарци, а секако и на Министерството за култура на нашата држава за поддршката на проектите. И поради тоа укажувам срдечна благодарност. Благодарност упатувам и кон медиумските куќи, новинарите, камерманите и така натаму, за нивното професионално ангажирање, преку кое нашава музејска активност допре до широката јавност. Упатувам благодарност до моите колеги, учесници на истата и сите оние кои дадоа свој придонес, а не ги спомена во оваа прилика. А сега, почитувани, со кратко резиме, ќе ви се обратат моите драги колеги, членови во уредувачкиот одбор. Ви благодарам, честит празник на сите и нека е за многу години. Чест и задоволство ми е што можам во оваа прилика да бидам дел како представник на Оделението за историја на уметност, дел од оваа успешна 45 годишна успешна приказна на нашиот локален музеј Галерија Кавадарци. Имено, Оделението за историја на уметност и заштита на споменици на културата се составен дел на локален музеј Галерија Кавадарци. Во рамките на целокупните активности, овие две оделенија во изминативе децении постигнуваа значителни резултати преку реализација на низа проекти преку кои се врши прибирање и заштита на културно-уметничкото наследство, а потоа секако и негова презентација пред пошироката јавност. Најголема заслуга за изминатите активности на ова поле има нашата сегашна директорка, кустосоветник Весна Ѓоргиева. Денес, од вкупно 125 конзервирани и депонирани предмети, колекцијата на Оделението за историја на уметност, која датира од раниот 17 век па се до 20 век, моментално опфаќа 45 икони, епистил, дејзи со апостоли, епистил со големите празници, голем чесен крст од иконостас, централно и северно надверие, црковни врати, како и книжен фонд од над 100 книги, зборници, каталози и црковни книги. Целокупната колекција на експонати потекнува од неколку цркви и манастири од Кавадаречкиот регион. Во изминативе 5 години, во периодот од 2017 година до 2021 година, Оделението за историја на уметност реализира неколку изложби од својата област под покровителство на општина Кавадарци, а исто така ова оделение се појавува и како соработник на изложби и проекти кои што беа во реализација на другите оделенија од нашиот музеј. Активностите во ова оделение хронолошки ги реализираа историчарите на уметност Весна Ѓорđиева и Билјана Галабова. Морам да спомена во оваа прилика дека дамнешна идеја и желба на нашата директорка, а секако е сега и моја откако сум запослена во овој музеј, е да во поскора иднина се реализира проект, односно во состав на нашиот музеј отвориме стална поставка со црковни реликви, поточно галерија на икони и на тој начин овие прекрасни свидетели на нашиот духовен христијански живот на овие простори бидат константно изложени и достапни пред пошироката јавност. Ја користам воедно оваа прилика да искажам, да упатам благодарност до нашата директорка, која што ни овозможи да бидеме дел од овој значаен проект за сите нас. Ви благодарам. Дозволете најпрво од моје лично име да ви го честитам денешниот голем празник, ослободувањето на град Кавадарци и јубилејот 45 години од формирањето на локален музеј Галерија Кавадарци.
Археолошкото оделение во изминативе 5 години реализира повеќе проекти, како што се археолошки ископувања, конзервација на предмети и објекти од локалитетите низ Тиквешијата, како и презентација, односно реализирани неколку изложби и симпозиуми од областа на археологијата, со кои пред јавноста го представивме археолошкото културно богатство на нашиот крај. Уште еднаш ви благодарам за присуството и имајте убав ден. Локален музеј Галерија Кавадарци изминатите 5 години реализира многу активности, за што сведочи оваа фотомонографија. Монографијата е еден успешен проект и една успешна соработка за која заслуга имаат сите колеги во нашата институција начело со директорката. Ликовното оделение во нашиот локален музеј Галерија Кавадарци во овој период реализираше 40 изложби на кои се представија над 70 автори од нашата земја и странство. Овие изложби не се само една естетска рамка, туку имаат и научна, културна и воспитно-образовна функција за пошироката популација. Се надевам дека оваа успешна приказна ќе продолжи и понатаму. Благодарам. Етнолошкото оделение во рамките на локален музеј Галерија Кавадарци работните задачи и цели ги реализира во согласност и планот и програмата на локален музеј Галерија Кавадарци и годишната програма на Министерството на култура, а истовремено и во согласност со потребите на локална самоуправа на општина Кавадарци. Во тој контекст се следниве работни задачи и цели кои се реализираат од страна на етнолошкото оделение. Прибирање на нови етнолошки предмети за збогатување на етнолошката збирка, водење на електронска евиденција на музејските предмети, реализација на проекти од национален интерес пред Министерството за култура, изготвување на изложби од музејската дејност во рамките на локален музеј Галерија Кавадарци, но и преземени изложби од сродни институции. Реализација исто така на истражувачки проекти од сите сегменти на материјалната и духовната култура на етничкиот предел Тиквеш. Етнолошкото оделение располага со 662 музејски предмети според влезната книга на музејски предмети од видот на традиционални предмети од народно стопанство, традиционални дрвени покучински предмети, алатки за преработка на текстилни влакна и стилски мебел, традиционални метални покучински предмети, традиционални керамички, порцелански и стаклени садови, традиционален накид, прибор и оружје, музички инструменти и предмети во народните обичаи, занајчиски алат и други. Етнолошкото оделение се стреми секогаш да изготви публикација и да објави труд за дел од традицијата, верувањата и обичаите од етничкиот предел Тиквеш, секогаш во соработка со медиумите за објективно и навремено информирање. Активностите на етнолошкото оделение хронолошки ги реализира етнолозите Трајче Јанев, Кеди Иванчева и Томи Крстевски. Благодарам. Почитувани, во последните 5 години историското оделение во локален музеј Галерија Кавадарци континуирано ги извршува своите активности: прибирање, заштита и презентирање на предмети, документи, фотографии и материјали од историјата на нашиот град, одбележувајќи ги при тоа сите значајни настани, јубилеи и личности од бурното историско минато на народот од овој крај. Со одобрени проекти од Министерството за култура, градоначалник и совет на општина Кавадарци, со целосен ангажман на нашата директорка, куста советник Весна Ѓорѓиева, историското оделение во последните 5 години работеше на интериерното уредување и реновирање на спомен куќата на народниот херој Страшо Пинџур во Ваташа. Се поставени нови дрвени паноа со платно, се изврши санација на внатрешните зидови, се обнови електричната инсталација и се поставија нови изложбени витрини. Денес историското оделение располага со над 140 експонати, кои што се сместени во локален музеј Галерија Кавадарци и спомен куќата на Страшо Пинџур. Историското оделение организира и презентира постојани и повремени изложби на личности и настани од нашата подалечна и поблиска историја. Ви благодарам. Проекти и изложби од областа на историјата реализирани во периодот од 2017 година до денес се следни. Хронолошки 2017 година ретроспективна изложба Тиквешките гроздобери и карневали 1964-2016 година. Ченто биографија низ фотографија 2018 година Театарот во Кавадарци низ фотографии во периодот од 1956 до 2009 година. Отпечатена историја
стари турски печати прстени, минатото, сегашноста и перспективата на стрелачкиот клуб Кавадарци, потоа проект набавка на реквизити за изложба, кукли, проект реновирање и дополнување на историската поставка во спомен куќата на народниот херој Страшо Пинџур во Ваташа, проект презентација за тиквешките великани, едукативен проект за деца и млади, во 2019 година, 100 години од Македонскиот фронт, Скршениот град, Скопје, 26 јули 1963 година, фотографии од тиквешките гроздобери, 1965-1981 година, од Бранко Ивановски. Едукативен проект за деца, учиме за нашето историско минато, 2020 година, проект ентериерно уредување и опремување на спомен куќата на народниот херој Страшо Пинџур во Ваташа. 2021 година повторно е одобрен проект ентериерно уредување на спомен куќата на народниот херој Страшо Пинџур во Ваташа и изложба на фотографии, спомениците од Народно-ослободителната војна и линденскиот период во општина Кавадарци. Активностите во ова оделение хронолошки ги реализираа историчарите Петре Камчевски, Васил Кимов, Ристо Трајков, Марија Михова и Натка Китева. Ви благодарам. Најнапред сакам да ви го честитам јубилеот од 45 години постоење на локален музеј Галерија Кавадарци, а воедно и денот на ослободување на град Кавадарци. Во последните 2 години, откако сум дел од оваа институција, се реализираа неколку проекти од областа на археологијата, во чие одделение сум распоредена. Во сите овие проекти активно учествував и придонесував во реализација на истите. Се надевам дека и понатаму ќе продолжи добрата соработка со колегите од институцијата и ќе реализираме уште многу проекти се со цел презентација на македонското културно богатство. И благодарам. Во рамки на последните 5 години од дејноста на локален музеј Галерија Кавадарци вршено е клучно проширување како на стручниот, така и на административниот кадар. Првото проширување се случува во 2019 година со вработување на 2 лица од стручниот сектор и тоа кустос историчар и кустос историчар на уметност. Истата година се врши проширување на административниот дел со вработување на виш соработник за правни, административни и општи работи, како и самостоен референт за административни, општи и правни работи. По само една година, односно крајот на 2020 година, повторно се проширува стручниот кадар со вработување на кустос историчар на уметност со археологија. Со ваквите вработувања се заклучува една значајна фаза за еднината на музејот, во која се изразуваше потребата пред се од стручноста на кадарот кој е вработен. Значајноста на оваа фаза, целосно реализирана од директорот Весна Ѓоргиева, се огледа во можноста од креирање, замислување, решавање, споделување и применување на нови практики и изнаоѓање на иновативни решенија кои би се носеле со предизвиците од сегашноста и креирањето на нови форми на културни искуства. Ви благодарам. Како прво би сакал на сите граѓани на општина Кавадарци да им го честитам денот на независноста на општина Кавадарци, на сите граѓани на Република Македонија да им го честитам престојниот празник независност на Република Македонија. Изминатите години беа доста плодни, успешни, покри полето на музејската дејност, но и во полето на реновирање и усовременување на постоечките простори. Локален музеј Галерија Кавадарци, како поголеми, позначени проекти, ги изведе следните 6 проекти. Финансирани, дел од Министерството за култура, но дел и од локалната самоуправа на општина Кавадарци. Дозволете ми да набројам и да ги опишам само на кратко еден мал дел од овие проекти. Печатање на ризница на ликовни дела или фотомонографија. Проект финансиран од страна на Министерството за култура. Проектот е реализиран од Феникс Принт Дојел Кочани во висина од 40.580 денари. Изложбена витрина и пано. Проектот за обнова на паноата во спомен куќата на народниот херој Страшо Пинџур и за изработка на една витрина за презентирање на предмети. Средствата за оваа работа изнесуваа 69.000 денари. Истиот е реализиран од страна на РБ Петров дизајн од Кавадарци со изведување на оваа работа. За прв пат беа сменети паноата во спомен куќата на народниот херој Страшо Пинџур. Со изработка на новата витрина, локален музеј Галерија Кавадарци доби можност да презентира нови предмети. Средствата за овој проект беа обезбедени од страна на Министерството за култура. Доградба на просторија. Со самото зголемување на бројот на вработените во нашата организација имаше потреба од адаптирање и изградба на нова канцеларија. Средствата во висина од 220.000 денари беа обезбедени и одобрени од буџетот на општина Кавадарци. Предмет на овој договор беше изведување на канцеларија од страна на фирмата Метал Апостолов, со што се обезбедија соодветни услови за работа на вработените во институцијата.
изведување на градежни работи за музеј, односно изведување на депо. Локален музеј галерија Кавадарци за збирката на своите уметнички дела имаше потреба од изработка на депо. Оделението за историја на уметност изготви проект за изведба на депо. Проектот се реализира во целост и Локален музеј галерија Кавадарци доби современо депо. За изведувач на оваа работа беше ангажирана фирмата Перинженеринг од Кавадарци. Средствата за овој проект беа одобрени од страна на Министерството за култура и дел од буџетот на локалната самоуправа во висина од 200.000 денари. Проектот за реновирање на спомен куќата на народниот херој Страшо Пинџур, Оделението за историја при Локалниот музеј галерија Кавадарци изготви проект за реновирање на спомен куќата на народен херој Страшо Пинџур. Истиот беше одобрен од страна на Министерството за култура, а со финансиска помош и подршка од локалната самоуправа, спомен куќата на народниот херој Страшо Пинџур беше детално реновирана. Изведувач на оваа работа беше Гемапласт Боби од Росман. Вредноста на овој проект изнесуваше 201.572 денари. Во истиот овој проект се изврши и реновирање и доградба на санитарен чвор, со што Локален музеј галерија Кавадарци доби современ санитарен чвор, доби кујна и самото реновирање Локален музеј галерија Кавадарци ги исполни сите услови за функционирање. А сега сакам да ја повикам директорката на Локален музеј галерија Кавадарци, госпоѓа Весна Георгиева, кустос советник, да ја промовира монографијата. Поведите, директори. Го повикувам господин магистер Митко Јанчев, градоначалник на општина Кавадарци, за да му го врачам првиот примерок на оваа фотомонографија. На успешната плодна соработа, 5-годишна, како главен финансиер на многу од проектите, наистина срдечна благодарност уште пашува. Само ја станува да го поздравам целиот тим кој што го имате работите и да се движиме во исти правец како до сега и мислам дека ќе имаме што поправи. Благодарам се. Сега го поканувам господин преседавач на Совет на општина Кавадарци, господин Ристо Сакалиев. Наистина ми е жал, што предходно не подпишав, бидејќи не бив сигурно да бидете присутни. Чекаш нешто повеќе време, помилуе. Во име се благодарувам и една посебна благодарност сакам да го дадам на градоначалникот, не само за оваа институција, него и за оживување и напредување на сите општински институции на едно високо ниво. Ќе се стремиме да ги задржиме и да дадеме уште малку нагоре. Благодарам.